И во годинашнава недела на борбата против ракот се нотираат истите проблеми како и во минатото. Македонија издвојува минимално за пациентите со карцином во однос на европските земји. Од буџетот на Институтот за онкологија и радиотерапија просечно се трошат 4 до 5 евра по пациент за хемотерапија, додека во некои земји во Европа, како што се Франција, Шведска и Велика Британија, се одвојуваат и до 50 евра. За да може да се даде квалитетна цитостатска терапија, а да бидат опфатени речиси сите пациенти на кои им е потребна, според директорот на Бирото за лекови Илчо Захариев, буџетот на овој институт би требало да биде флексибилен. Онкологија ќе се соочи со проблем да на лимитирани средства, лимитиран буџет, во видувањето на нови препарати, кои едноставно беа презентирани од нашиот ценет гостин од Европската Унија, кои се практично иновативни препарати, но кои по својот профил фармаколошки даваат навистина еден подобар квалитет на лекување, ќе значи зголемено оптоварување на лимитираниот буџет. Тоа значи дека ако се вклучат и тие лекови, практично ќе имаме помала можност да офатиме повеќе пациенти за лекување. Значи од некаде мораме да скратиме. Доктор Оливер Арсовски посочи дека во Македонија е најчест карциномот на белите дробови, на желудникот, ракот на дојката, матката и на дебелото црево. Од 2004 заклучно со 2007 година, како што објасни тој, бројот на заболени од малегни болести се зголемил за околу 500 нови пациенти. Постои лесен еден тренд на пораст и кај мажите и кај женската популација. За да се намали бројот на канцерогените заболувања во земјава, експертите сметаат дека добар почеток би било ограничувањето на пушењето, бидејќи на тој начин ќе се намали бројот на заболени од рак на беглите дробови, проблем што се јавува и кај мажите и кај жените.